Се работи за амандман кој што е за цел да ги подобри состојбите во животната средина. И е дел од еден пакет амандмани за кој што ќе зборуваме во текот на оваа седница. Овој е поврзан со субвенција за велосипеди и електрични велосипеди, има амандман за субвенција на електрични тротинети, има амандман со кој се бара обезбедување на дополнителни средства за општините за енергетска ефикасност, има амандман кој што бара субвенционирање на филтри за индустријски капацитети и други амандмани во таа насока за кои што ќе зборуваме. Ќе искористам приликата да разговараме тука во собранието за последниот извештај на Европската комисија од областа на животната средина, каде што има сериозни отворени критики. Ќе цитирам одредени аспекти на тој извештај. Во делот на животната средина се зборува за слаб административен капацитет, за финансиски ресурси кои не се доволни за спроведување на законодавството од областа на животната средина, за бавен напредок во оваа област и за фактот што недостасува одговорност во областа на справување со загадувачите. Истовремено ќе си дозволам да цитирам јавно издадено интервју на госпоѓа Невена Георгиевска, екоактивистка во О2 иницијатива, кој што потенцира неколку работи. Госпоѓа Георгиевска вели: никаков напредок, стоиме и тапкаме во место, глумиме активности низ планови, но суштински се сведува само на мачкање очи или пиар дека нешто се работи. Многу важни закони кои што треба да се усогласат со европската регулатива не се ниту во почетни фази. Извештајот го потенцира токму она што ние го гледаме, немање координација и меѓусекторска соработка. За воспоставување на систем за управување со отпад не само што доцниме како што се вели во извештајот, туку и активистката нагласува дека назаднуваме. Во фаза сме на неконтролирано создавање диви депонии и сметалишта. Национален спорт ни станува колку повеќе ѓубре ќе создаде за себе и колку побрзо ќе се наполни веќе исчистена дива депонија, бидејќи надлежните едноставно одбиваат да инвестираат во камери или чуварски служби. Оваа држава се соочува со огромен проблем во областа на загадувањето. Не само за овој ребаланс, туку и во подготовка на буџетот бидете свесни дека зборуваме за национална катастрофа. И знам дека можеби ќе добијам одговор што се случувало во минатото, но ова е влада и парламентарно мнозинство која веќе владее 4-та година. Што е направено во областа на загадувањето? Еве, бидејќи зборуваме јавно пред граѓаните, дали е инвестирано и дали е промената состојбата? Кога зборуваме пред јавноста, барам ајде сите да бидеме отчетни и одговорни. Семејствата на луѓето кои што не гледаат, нашите семејства, сите ние ја дишеме таа еколошка катастрофа која што ни се случува секоја година. Бидете свесни, бидејќи за ребалансот се работеше со многу кратки рокови, дека јас ви давам збор дека кога е во прашањето буџетот, во двоцифрен број ќе бидат амандманите во областа на животната средина доколку нема конкретни чекори. И знам дека е финансиска криза, знам дека ова се тешки времиња, не само за нас, туку и за целиот свет, но ова е тема на која што не смееме да имаме никаков компромис. Зборуваме за борба за заштита на животната средина, јас на вистина, освен најавата за субвенционирање на клима инвертори, не сум слушнал за друг опиплив проект. Веројатно да го имаше и ќе беше подобар состојбата во животната средина. Има прашање и често зборуваме прашање на кои што треба да градиме национален консензус. Ова е едно од тие прашања. Да се обезбеди заштита од индустријското загадување, да се обезбедат субвенции за електрични и здрави и чисти модели на превоз и да се даде дополнителна помош на општините да се заштитиме од загадувањето. Тоа е едно од темите на кои што треба сите да се согласиме дека мора многу повеќе да се направи. Истите аргументи ќе ги дадам и на следниот амандман доколку биде одбиен. Лицемерно е да зборуваме за консензус, а ова да не биде едно од темите на кои што може нема да се согласуваме за правците во кои што се движиме, за политиките, за начините, но треба да се согласиме дека треба многу повеќе од тоа што го има во овој ребаланс,
да инвестираме во заштитата на животната средина.